Вторник, 25 март, кратки вести во 12 часот. Охрид и новата сезона ќе ја дочека без противпожарно пловило. Справувањето со евентуална огнена стихија од вода на потегот кон Светинаум и во стариот дел на градот е рак рана годиниве наназад. Моментално нема некоја најава за набавка на противпожарно пловило, иако изминатите години имаше проект што не беше одобрен, вели за Супер радио командирот на територијалната противпожарна единица Борко Јанкуловски. За да не се доведеме во ситуација да се случат несакани настани, па дури потоа да почне посериозно да се размислува на оваа тема, надлежните посериозно да ја разгледаат потребата од набавка на вакво пловило за Охрид како сериозна туристичка дестинација. Продолжуваат градежните работи на дел од улицата Македонски просветители поради што отежнато е движењето кон полицијата и пожарната. Во моментов се работи на потегот пред СВР Охрид, каде се отстранува стариот асфалт и се подготвува подлогата, а неофицијално на Македонски просветители ќе се работи на потегот до крајот на улицата кај Охридската пожарна и натаму кон улицата Аба Семин. Битолчани утре во 18 часот повторно ќе протестираат против отворањето на регионалната депонија во Новаци. Бројни граѓани се против оваа одлука и на социјалните мрежи го изразуваат несогласувањето. Нека не гинат повеќе невини души. Вчера беше пожарот, а утре ќе биде депонијата. Едното убива веднаш, а другото убива полека, но сигурно, стои во повикот. Советот на општина Битола пред 10 дена едногласно го изгласа заклучокот со кој бара владата да ја промени локацијата за изградба на регионална депонија. Истата е предвидено да биде заедничка за Битола, Охрид, Струга, Прилеп и уште 14 други општини. Времето денес променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 15 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.